Љубени гледачи, добар ден, 17:10, време за ново издание на емисијата Ваш термин. Тука сум јас како ваш домаќин Виолета Петровска Периќи, веќе со мене во студиото е денешната моја соговорничка, која што е одговорна за денешната тема. Денеска одлучивме да поразговараме за она што е актуелно, значи веќе во четвртокот започна конечно учебната година. Физичко присуство имаат само прво, второ и трето оделение. Сакавме малку денеска да поразговараме за целата оваа ситуација, за како тоа, односно како сето оваа состојба со новите протоколи за следење на наставата со физичко присуство, особено за првачињата, ќе влијае врз психичкото здравје кај децата. Дали некој ќе предизвика можеби некои проблеми, како сето тоа тие како првачиња, посебно за нив, кои што првпат седнуваат во училишните клупи, ќе го доживеат и така натаму. За сите овие работи малку повеќе ќе поразговараме со Христина Стефановска, која што е психолог за деца и адолесценти, и ќе ни каже таа од каде практично доаѓа. И се надевам дека сите тоа што ќе го поразговараме ќе биде малку од ваша корист, посебно за оние родители кои што имаат дечиња во училиште, па зошто да не и бабите и дедовците кои што не следат, па можеби ќе им пренесат нешто на своите синови и ќерки, и слободно ние сме отворена контактна емисија, доколку имате некое прашање во однос на сето ова, може да ни се приклучите и во разговорот. Христина, ти благодарам еве што повторно и во новата сезона се дружиме. Особено денеска, уште повеќе што причина, како што кажав, има тоа што започна веќе учебната година, физичко присуство за најмалите, посебно првачињата, нагласив. Па, ајде вака ти да ни кажеш како сето тоа да биде како што треба, да не остави психолошки последици, така речено, врз децата. Така, драго ми е што сум и во новата сезона заедно со вас. И што можеме повторно да говориме на тема која што треба да биде актуализирана поготово во овој период. Мојата пракса во принцип покажа дека стравот кај првачињата од училишните клупи се зголеми. Не дека претходно го немало и дека не постоел страв од училиште, меѓутоа сега е потенциран заради ново настанатата ситуација или новото нормално што го велиме. Така да ќе ни биде потребно време за да и актуализираме темата и за да најдеме ресурси, сите можни ресурси да ги обезбедиме и да ги најдеме за да им обезбедиме на децата непрестојно и психолошки здраво пред се одење на училиште. Можев да забележам по социјалните мрежи многу од родителите токму вака велат: не го пуштам детето во училиште поради тоа што мора да носи маска и нема да биде тоа исто, како кога е нормално, и социализацијата ќе биде сведена на минимум. Впрочем, сметаат дека сето тоа нема да влијае позитивно во однос токму како што кажавме психолошката состојба кај едно дете. Подобро да седи, велат, дома онлайн да ги следи часовите, отколку да оди со маска во училиште и да има дистанца со децата, за да не дојде до, не дај Боже, ако некое дете е заразено, па да се принесе вирусот. Така, конкретно коментаров на родителот, еве како пример што го земаш. Ова повеќето ги прочитав. Коментар, ако е таков, ако го земеме како примерок за анализа, најчесто родителот ќе го дефинира ова... Сакам да прашам, дали е тоа добра констатација од страна на еден родител во однос на психолошката состојба? Дали е подобро да не се пушти детето, подобро да следи дома онлайн, отколку да се пушти во такви услови? За да, родителот пред се веројатно има причини здраворазумски, поради кои што одлучува дали детето ќе го пушти на физичка настава или онлайн настава.
во ова време не постои генерализиран став и е многу тешко да одредиме дали детето треба да биде и да присуствува во физичка настава или онлайн настава. Него ова што веќе го затекнавме, ова што веќе го живееме, да најдеме начин како да го прилагодиме што по психолошки безбедно и да го зачуваме на елементалното здравје на нашите деца. Родителот не би го пратил детето во училиште поради носење на маска, од една страна поради контрадикторности, например дете од 5,5 години што посетува градинка нема да носи маска и дете од 6 години во прво оделение ќе мора да носи маска. Тука доаѓа моментот дека во оваа возраст децата немаат безпрекорна самодисциплина и родителот знае дека тоа дете кога ќе носи маската ќе ја допира, ќе си го допира лицето, ќе се чувствува нелагодно или пријатно подолго трајно со маската. И знаејќи го тој фактор, родителот одлучува да детето нели онлайн посетува настава заради тоа што така ќе се чувствува и самиот родител помирен, бидејќи детето би било побезбедно во ситуација кога родителот нема ресурси или начин како да го подготви детето за да го адаптира за таа нова мерка, ако е таа нели здравствена мерка носење маска во училишните клупи. Така. Колку е, како да кажам, во однос пак и на здравјето, постојано да се носи таа маска, иако неколку пати министерот за здравство потенцираше дека нема штета по здравјето ако децата носат маски, меѓутоа сепак тие се мали и не им се толку, како да кажам, нели развиени дишните и патишта и така натаму. Дали во однос на тоа може да им штети, а плюс и тоа што, како што кажавте, може да ја допира со рацете, па да ја стави, можеби да фати таму каде што не треба со прљави рачиња, па потоа повторно да ја стави на нели на себе и така можеби да предизвика и дополнителни проблеми кога станува збор за здравјето. Што е разликата од децата во градинка до децата во прво оделение? Така, веројатно разликата е тоа што во училишните клупи детето има друг ред и систем на рутина на функционирање. Посебна дисциплина ќе има во например. Основна работа е тоа што по една занимална тоалетот е во склоп на занималната. Да речеме детето кое што е во училиште треба да помине некој пат до тоалетот. Не е тоа затворен систем. Училиштето е циркуларна форма каде што детето може да циркулира, нели, да земе книга од библиотеката, да повика наставник во канцеларијата доколку нели му е потребно. Условите на учење, на воспитување, на напредување се различни од градинка во училиште. Меѓутоа, она што го споменавте за носењето маска, доколку детето нели е неспремно да ја носи поради факторот дека се допира за лицето, секако родителот одлучува тоа да биде онлайн настава за детето. Меѓутоа, кога на детето ќе му штети носењето на маска? Ако е тоа обична хируршка маска, таа е предвидена да има добар проток и на воздух. Предпоставуваме дека не би таа му штетела на детето кога тоа би ја носело и неколку часа. Меѓутоа, имаме високо сензитивни деца или кои што се под апсолутен стрес во адаптацијата на самото училиште. Еве конкретно нека тоа биде прваче дете кој што прв пат ќе се сретне со таа средина. Самата психолошка структура дава една соматизација во типот на тешко дишење, па детето се жали да кажам, дали може психосоматски да предизвика. Психосоматски ќе го предизвика тоа и детето се жали дека тешко дише, дека му запира воздухот, дека маската го гуши. Меѓутоа всушност не го гуши маската, него го гуши целата таа атмосфера и го гуши чувството кое што внатре го има и го живее и кое што не го ослободува, не го препознава. Маската би била проблем кога детето е во некоја стресогена ситуација или во некој психолошки дисбаланс. Так. Дали ова може да значи дека ако некое дете се пожали на наставничката или пак каже на родителот дека му пречи маската и го гуши, дека е на психолошка база
И да се преземат некои, како да кажам, навремени мерки за тоа дете, например, да се одлучи да следи потоа наставата онлайн. Ако видиме дека такво дете не се жали на нешто такво, апсолутно дека тоа не треба да го занемариме или напротив со осуда да пристапиме од типот зошто сега сакаш да ескивираш од правилата, сакаш да ги менуваш ли правилата. Потребно е да го слушнеме детето. Веројатно тоа што го кажува во позадината лежи нешто друго. Имаме училишни психолози, педагози кои што апсолутно сега во овој период треба да бидат максимално растрчани и ангажирани и на допир до секое дете да бидат преосетливи, да ги вклучат сите можни сетила во работата, затоа што претпоставуваме дека ќе има и такви ситуации и колку побрзо ќе се искоординираат наставник, психолог, толку и побрзо кај детето ќе се интервенира да видиме што е тоа што му предизвикува стрес во училницата. Како воопшто да се подготви едно дете за следење настава во вакви услови? Кажавме веќе еве четвртокот и петокот, претпоставам дека беа први 2 дена каде што децата многу малку има само по 1 час, колку што можев да се информирам. Веќе од денес треба да ги имаат редовно часовите и така натаму. Како сето тоа, значи што треба еден родител, како треба наставниците да се однесуваат за сето ова да се надмине, да не преовладува стравот кај децата, да некако можат нормално, ако така можеме да го наречеме ова нормално, што се случува, на некој начин нормално да го чувствуваат училиштето, а не со некој психолошки притисок. Така. Треба ли да се разговара нешто со децата така? На како да ги адаптираме децата во однос на новонастанатата ситуација, во однос на мерките и протоколите кои што треба да се спроведат во училиштето. Носењето на маска не е ништо ново. Така, оваа ситуација веќе трае повеќе од 6 месеци. Ние досега претпоставуваме и ги научивме децата дека маската станува секојдневие и ако ништо друго они не гледаат нас, дека ние носиме маска секаде каде што сме во некој затворен простор или некој простор кој што е ризик фактор за пренесување на вирусот. Децата ги научивме дека постои маската како дел од нашиот живот и тие претпоставуваме повторно дека прифатија. Доаѓа моментот како ќе ги прилагодиме децата дека во училиште сега кога носат маската не треба да се допираат за лицето и при тоа дека истата може да извадат само кога ќе имаат оброк и секое социјално комуницирање треба да биде на 1,5 метар дистанца. Така. Што како совет, како разговор, како да кажам, сув разговор од типот на пласирани информации што треба и што не треба, кај едно дете нема да предизвикаат промена во неговото однесување, затоа што ќе бидат како први несфатливи, нови, некарактеристични, неприродни, затоа што во природата на децата е да се изгушкаат, да се поздрават, да се ракуваат. Секоја дете и со своето другарче си има некој посебен израз, посебен пристап, посебен дури поздрав. Така да, прилагодувањето, конкретно ако сакаме да го прилагодиме детето дека во одењето на училиште маската е нешто кое што не се вади, не се допира, можеме, не знам, например, тоа да го направиме преку некоја табела, когнитивно-бихевиорална табела, и тоа секако треба да го направиме уште пред да тргне детето на училиште или еве во овој тек кога веќе тргнуваат децата. А посебно да се нагласи за првачињата, бидејќи посебно за првачињата. За нив е тоа нешто навистина сосем ново што првпат одат во училиште, а другиот момент е што одат првпат во училиште под посебни протоколи и во услови на пандемија. Така, вие знаете дека носењето маска е покривање на пола фацијална експресија, а децата учат и гледаат и комуницираат многу често и невербално. Тие својата учителка ќе ја детерминираат како, не знам, пријатна личност или непријатна личност во однос на незината фацијална експресија. Што тоа дете кое што е сега првачај на 6 години
нели ќе видат незината фацијална експресија, ќе останат само очите, но ќе остане и говорот, тонот, тоналитетот на гласот, кој што исто така ќе биде многу важен. Затоа што тонот и тоналитетот на гласот може да оддаде психолошка подршка кога му зборуваме или кога му нагласуваме нешто на детето. Сакав да дадам пример. Така. Може да креира дома некоја табела која што ќе биде налик на некој распоред. Понеделник до недела се позиционира деновите, се договараме со детето дека кога се носи маска не се допира лицето. После секој таков успешен ден ставаме да речеме позитивно лице, насмеано лице. Кога тоа не успеало детето да го направи или го направило неуспешно, ние гледаме дека тоа уште во текот дор го пренесуваме на училиште или дор стасува на училиште се допира, му е налагодно, гледаме дека е неуспешно и ќе мораме да се навратиме во табелата да кажеме дека денеска лицето е да речеме тажно поради тоа што не сме успеале да испочитуваме договорот. Тоа го правиме репетитивно, да детето се само оценува дали овој договор можам јас да го исполнам и родителот да види дали детето и колку детето е спремно да го исполни. И секогаш кога користиме вакви методи, да речеме кога сакаме да модификуваме однесување кај дете, затоа што ова на некој начин треба да модификуваме однесување кај дете. Мора да искористиме некаков тип на награда. Се договараме со детето дека после секоја успешно завршена седмица во однос на овој дел ќе следува некоја награда. Не изборуваме тоа да биде материјална, може да биде некоја прошетка на умилено место, може да биде умилено јадење за ручек, умилен десерт или ништо слично кое што ќе го именуваме дека е заради оваа успешност што имаме во табелата, тоест во играта, нели, која што ја водиме за да го смениме или да го модификуваме однесувањето и со тоа да има подобар резултат кај детето. И при тоа кај децата кога ќе влезат во овој филм, ги гледаат и возрастните, па знаат да кажат, ама нели рече нема допирање, а ти сега кога влезе во колата неколку пати си го добре, па ја извади, ја стави маската. Вие знаете дека и носењето на маска е значајно, меѓутоа и како се носи маската. Многу од возрастните ја носат маската под носот, како што не треба, и ние повторно покажуваме лош пример, а сакаме децата да го усвојат тоа. Друга работа е кога ги подготвуваме децата конкретно сега и за секој училишен ден да не почувствуваат некој тип на стрес кај нас родителите. При тоа доколку родителот почувствува некаков тип на стрес во однос на тоа кога го испраќа, кога го носи детето, дали е тоа поради некои мисли од типот дали моето дете е безбедно, што ќе се случи ако се зарази или така натаму. Сметам дека возрастноста, нели, е доволен показател да бидеме свесни и да родителот стане свесен за своите родителски вештини. Така. Па да се насочи кон тоа да ги зајакне истите и да може да му даде поквалитетен пристап на детето. Христина, што доколку некое дете не сака да оди во училиште? Сме имале примери и кога немало, нели, време на пандемија, кога не било пандемија, кога не морале децата да носат маски, има деца кои што, например, не сакаат да одат во училиште. Што со тие таков тип на деца и покрај значи тоа што не сакаат и плюс во вакви услови што да се преземе кај тие деца, како да се постапи во таков случај кога одбиваат да одат во училиште со маски, имаат некој можеби страф и така натаму. Така. Дали треба веднаш да се реагира, да се консултира детски психолог? Доколку детето одбива да оди на училиште, реално тоа е некој показател и всушност многу често родителот е засегнат тука, затоа што родителот очекува дека ова е сега, нели, ситуација во која што треба да се има редовност, училиште да се свати сериозно, што можеби не било така во градинка. Дете кој што се плаши од училиште, најчесто се плаши поради
или може да се плаши поради веќе претходно непријатен или искуство од непријатен настан, например одењето во градинка. Лоша адаптација во градинка или лоша интегрираност во градинката, може да ја рециплира, да ја пренесе истото чувство на страв, да го пренесе и кон училиштето. Исто така дете може да се плаши да оди на училиште ако не се чувствува компетентно, особено во однос на социјалните вештини, и се осеќа инфериорно во однос на целата таа социјална средина меѓу врсниците. Таквото дете ќе манифестира некој тип на социјална анксиозност. Тоа што значи дека вознемиреноста ќе ја манифестира само кога е конкретно во таа ситуација таму, кон училиштето, но не и во паркот, но не и на некое друго место. Или пак причина за страф од училиште може да биде сепарационата анксиозност. Например, да дете се плаши да се одвои од родителот. Поради претходно некои негативни искуства, можеби кое што го имало детето, хоспитализации и така натаму. Исто така, еве дете кој што е прваче може да се плаши и од некој притисок од родителите, психолошки притисок, кој што конкретно е манифестиран врз постигнувањето на училишниот успех. Очекувањата од родителите, очекувањата, така е, од родителот, што детето исто така го става во една некомпетентност, бидејќи видувањето и очекувањата, можеби аспирациите на родителот се големи, а детето се гледа многу мало во целата оваа приказна. Кога дете се плаши од училиште, тоа видливо ние ќе го видиме. Не лагодува, и сега родител знае да каже измислува. Не измислува детето. Дали може и ако почне да покажува некои физички болки, например ме боли стомачето или ме боли главата или нешто слично, тоа да значи дека веќе детето психосоматски добива некои чудни болки заради тоа што се плаши. Така е. Дете кој има страв од училиштето никогаш нема да измислува, туку напротив стравот ќе го интроектира во некои соматски форми, ќе го поврза со некој орган. Тоа дете може да повреќа утрината кога трга на училиште. Може да има болки во стомакот, може да има силни главоболки и тоа така да го презентира. Тоа се во принцип психосоматски, невротски симптоми кои што ќе ги даде детето, со тоа што ќе сака да прати порака дека мене нешто ми се случува, мене не ми е добро, јас не се чувствувам добро, јас не се чувствувам комфортно. И првата работа што родителот тука треба да ја направи е да уважи неговата состојба. Во ред е дека си вознемирен, вознемирена, гледам дека се чувствуваш веројатно исплашено. Нормално е да се чувствуваш така. Јас кога бев како тебе и ќе се навратиме на нашите први училишни денови, па ќе раскажеме нешто. Доколку гледаме дека детето можеби експресивно или силно плаче, потребно е да го гушнеме, да го припиеме, па да му речеме ајде да дишиме заедно. Мора и родителот да искористи некои такви смирувачки активности за да првин го успокои детето, за да детето се сосредочи со својата емоција. Емоцијата на страв е нешто што детето треба да ја препознае. Кога детето не ја препознава емоцијата на страв, тогаш ја соматизира. Родителот е тој кој што може да му ја рефлектира, гледам дека се плашиш, во ред е да се плашиш, нормално е да се плашиш, сите се плашиме. И верувам дека многу деца сега на овој ден исто така ќе се плашат. Зошто? Заради тоа што е нормално да се плашат, тие ќе се сретнат со нови ситуации, со нови другарчиња, во нови простори ќе бидат. Да го подкрепиме детето, дека тоа што детето го прави е едноставно природно. Сега, работата е во тоа што, освен што ќе го препознае детето, чувството ќе го именува, потребно и ние да му дадеме вештина како тоа ќе го ослободиме од таквото чувство. На кој начин ќе го исканализира стравот. Многу често е доволно само да го поддржиме, да му дадеме психолошка поддршка, дека јас кога бев мал, истото ми се случуваше или ми се случуваше на ваков и ваков, по инаков начин. Но пак ќе кажам, за да не се појават, можеби да не се актуализираат тие стравови, потребно е и убаво би било да се работи на подготовката. Да бидеме свесни дека постои некаков процес во растењето на детето, да не ги занемаруваме тие превенции. Подготовката е во принцип превенцијата од таквите
стравови. Кога велите подготовка, мислите на тоа уште пред да појде детето во училиште, требало да се подготвува на некој начин или Така и сега додека трае овој процес секојдневно тоа некако да се практикува, да се разговара со детето, да му се објаснува за да тоа така него доживува да не психолошки лошо делува. Идеално би било да уште пред да детето стапи во училишните клупи да го подготвиме на некаков начин. Со тоа што уште пред да настане она официјално запишување во училиште, оваа година доцнеше, меѓутоа обично е околу крајот на мај месец, да направиме неколку прошетки како семејство или како родител до училиштето, во дворот на училиштето, во игралиштето, првен детето се запознае со тоа што е училиште како објект. Да го види неговото шаренило, затоа што училиштата се во принцип убаво уредени и не се ништо страшно. Потребно е да суптилно и ненаметливо да го подготвиме детето. А тоа значи дека да го поттикнеме да разговара со некој другарче кој исто така трега во прво оделение, да разменат некакви информации. Па тука ако видиме дека постои некаков емоционален набој, можеме да се осврнеме на тоа и да поработиме. Подготовката и во тој дел кога ние суптилно, повторно, ненаметливо велам, ќе го храбриме кога одиме негде на пазарење, види разгледај каков тип на тетрадки има во маркетот, во продавницата, во книжарата, што би ти се допаднало тебе кога ти би одел во училиште, што би сакал ти да имаш како тетрадка, какви бои ти се допаѓа, дали сакаш твојата омилена боја да застапува во твојот училишен прибор, па да си одберен или нешто од тој прибор. Убаво би било да си има и некоја катча во домот, без разлика, нека не биде тоа и негова соба, просторија, нели која што би ја користела за учење, може да биде и едно катча во домот, меѓутоа катча кој што сам ќе си го креира, нека биде тоа местото како за учење. Особено е важно да не се драматизира околу тргнувањето на училиште. Тоа може да настане навистина да манифестира на стрес кај децата. Особено е важно да не се препливаат со материјали училишни, не знам, разнобојност некоја или да се акцентира, не знам, облеката, што ќе се носи, како ќе се носи, што све ќе треба да се има, што ќе треба све да се пазари за тогашниот ден, за тогашниот период, или пак да се, не знам, премногу фотографира, премногу да се даде внимание. Високо сензитивните деца нема да го сакаат тоа. Можеби децата кои што се поекстровертни може да делува, може би прифатат. Да, но високо сензитивните деца ќе им пренесе порака дека ова е нешто огромно, нешто многу важно за кое што јас дали. Апсолутно. Така да ќе го втурнеме во неговата емоција. Ајде туку што еднаш ќе се обратам на нашите гледачи, разговараме за тема децата, нели, особено првачињата, воопшто и нели оние најмалите. Веќе се во училишните клупи, психичката состојба каква би била кај нас? Нормално ако имате некое прашање или нешто да кажете или да се приклучите во нашиот разговор, може да се јавите и нели да ни се придружите во разговорот, да поставите некое прашање или пак да кажете некое ваше мислење. Христина, некако би сакала да го искористиме ова што си денес овде и односно да ни кажеш дали пред уште да се случи, бидејќи нели претпоставам дека во секојдневието имаш разни примери и случаи, дали имаше предходно пред да започне школската година веќе некои дечиња кои што има некој ваков проблем или пак можеби и адолесценти од се тоа што се случуваше, значи почнувајќи од почетокот на пандемијата па до сега. Имавме и нели претходна школска година која се одвиваше онлайн до крајот. Значи дали можеме или вие како психолог можете да забележите дека има психолошко влијание врз децата се тоа што се случува. Еве, па и нека бидат и поголемите деца, адолесцентите. Така. Имавте ли обраќање кај вас за помош? Скоро цела деценија како работам со деца. Оваа година
И секоја година проблематиката страф од училиште била вакво актуелна. Оваа година што е ново во однос на проблематиката е што ми се појавија особено деца од некои 8 до 11 години. Така. Возраст, деца кои што има огромен отпор кон онлайн наставата. Да речеме, некој од нив пројавија исто такво соматизирачко однесување или некое невротично однесување со тоа што се чувствува некомпетентни или нелагодно, некомфортно кога требале да зборуваат усно на камера. Сосема им било тоа неприродно и во принцип зборот на дечињата беше се чувствувам како целиот свет да ме гледа. А всушност нели тие имаат една Zoom ваква средба. Таа неприродност и таа можеби и нивото на фантазија, на имагинарност кај детето што цело време циркулира во позадина несвесното како една содржина исто така, кога ќе го ставиме детето во некоја таква ситуација може да испливаат разноразни значи материјали, содржини, како да кажам. Ново беше што конкретно тоа, што се јави отпор кон онлайн наставата, особено кај таа возраст. Можеби тоа беше и еден протест од типот ми фали социјализација, ми фалат дел и беа со таа причина, ми фали социјализација, ми фалат врсниците, ми фали најдобрата другарка, ми фали симпатијата, ми фалат многу работи и онлайн наставата не ја чувствувам нешто со кое што можам да се конектирам со нив и да градам некои здрави врски. Особено таа нелагодност ја чувствува кога се на камера, па си го гледаат не можеби момчето кое што им се допаѓа или другарчето кое што едва и чека нешто да каже и неприродно се чувствуваат. И сега според ова што го кажувате, не можеме сега вака да, како да кажам, да направиме еден разговор со овие дечиња сега, овие 2-3 дена што се во училиште, пак да ги прашаме можеби што и како. Меѓутоа затоа ќе почекаме да видиме како ќе се одвива првото полугодие, па можеби негде таму во зима ќе ве повикам пак да направиме еден разговор како беше досега, дали имаше некои примери во однос на сето ова што се одвива, пак дали се јавија некои други стравови. Меѓутоа, еве според она што го говоревме досега и според вас како психолог, претпоставам дека можеме барем да дадеме некој одговор. Еве многу и од родителите и од учениците сакаат да одат со физичко присуство, без разлика што еве се и во посебни услови, без разлика што и како да кажам го ставаат во ризик и нивното здравје и здравјето на родителите и блиските и наставниците и така натаму. Какви би биле поголеми психолошките последици? Можеби неблагодарно да го поставам, меѓутоа сепак сте психолог, па можеби ќе знаете да ми кажете што би било подобро. Подобро би било да одат со физичко присуство во вакви услови или пак да бидат онлайн дома? Во однос на психолошката состојба. Значи, ако ги гледаме двата сегменти, и во двата има некоја нужно зло. Значи, во физичката настава нужно зло е вирусот. Во онлайн наставата нужно зло е развојот на децата. Апсолутно развојот е засегнат. Меѓутоа и во физичкото присуство без разлика што ќе бидат тие нели како да кажам присутни, меѓутоа сепак нема да биде онака како што било претходно. Нема да биде. Дали тука би имало психолошко, како да кажам, лошо влијание врз децата, бидејќи не знам сега, има деца кои што можеби повеќе се плашат, има деца кои што не се плашат сега, нели, не се сите исти. Ако добро ја изменаџираме ситуацијата, ако наставникот, учителот е расположлив за децата, мислам дека тоа може да се сенира и да се превенира. Пак кажувам, да се искористат сите ресурси на училиштето за оние деца кои што се вклучени во физичката настава. Особено да се има на почеток од мој предлог и моја замисла би била на почеток од часовите да се има техники за смирување, техники на дишење, техники на визуализација, техники на замислување, некоја проективна техника. Потоа да влеземе во светот на математиката, јазиците и сето тоа што детето треба когнитивно да го присвои. Сметате ли дека навистина ќе има успех ваков тип на образование? Има.
Ќе има. Не, значи, може би не е како не, што имал, така. Значи со оглед на тоа дека живееме едно вакво пандемиско време, нешто е што се случува прв пат. После добро, во последна 100 години. Да, во последниот период, да, меѓутоа се случувало и многу одамна кога немале луѓето никакви ресурси на располагање, па ги надминувале, нели? Тоа важи за возрастните, дека ова време не треба нив да ги стопира, не треба нив да им наштети. Напротив, може да влие стимулирачко во многу аспекти. Така да не сметам дека ова е нешто кое што може и треба да го сватиме како една елементарна катастрофа. Ние апсолутно имаме во себе и човечкото суштество едно многу природно и сложено суштество кое што може да најде ресурс за да се избори. Ние знаеме кои се таргетирани групи, ризични групи и апсолутно вниманието на тие групи треба да биде на највисоко ниво. Но сите останати треба да тежнат кон тој некој комфор, кон тој некоја благосостојба пред се и физичка, но и ментална. Меѓутоа, како и да е, Кристина, од почетокот на пандемијата, често пати знаевме да сите некако се фокусиравме на тој момент, леле, да не се шири вирусот, да не се заразат што повеќе нели луѓе кои што можеби се и хронично болни, кои што им е загрозен животот. Меѓутоа, многу од вашите колеги можев да забележам дека велеа дека никој не размислува на психичката состојба на луѓето. Воопште, да не говориме само за децата, воопшто на сите нас. Значи, дали после сето ова можеме да кажеме дека вие психолозите можеби ќе имате многу повеќе работа? Мислам дека да. Значи, тоа веќе се покажа во пракса. Во секој случај психолошката состојба кај луѓето и како е погодена, не само кај децата, туку кај целата популација. Така е, тоа и во пракса ни се покажа, но гледаме дека многу мои колеги се ангажирани во секое поле, исто и во образованието, почнуваат да се залагаат во однос на зачувување на менталното здравје на ученикот, на наставникот, сите вклучени во тој воспитно-образовен процес. Со тоа што веројатно ќе научиме една добра лекција, што требаше и требало веќе одамна да ја знаеме, тоа е дека менталното здравје е пола и физичко здравје, со тоа што колку повеќе се грижиме за тоа, толку и по-здрави ќе бидеме во било која сфера и ќе имаме подобри имун систем, што е многу важно, поготово во вакво време во кое што живееме. Убаво кажа, менталното здравје е половина здравје, иако некако кај нас многу малку луѓето посветуваат внимание на менталното здравје и многу малку се преиспитуваат себе си, можеби, чекај јас дали ова добро го правам, дали ова, дали треба да се посоветувам со некоја конкретно. И како што, например, кога не боли нешто, некоја физичка болка, кога имаме, па кога одиме на лекар да прашаме зошто ни се случува тоа, така и кога не сме сигурни нешто со нашата психичка состојба во однос, можеби и на некои стравови што не се јавуваат, можеби на некои блокади или бидејќи психичкото здравје и психологијата е една голема гранка и може да има различни видови на симптоми кои што би укажале дека со нас нешто се случува и навреме да побараме Смитам дека помош. Мојата генерација, општо мојата моментална можда фела на психолошка фела, на вистина се труди, на вистина работи во однос на целокупното подигање на свеста и намалување на таа стигматизација. Јас можам да поздравам една иницијатива во која што се вклучив, а тоа е анонимна апликација, мобилна апликација која што е анонимна за советување. Во која што апликација постојат профили на советувачи, на терапевти и родителите, при тоа сите возрастни групи им е достапна за советување, за разговор, се користи, да, се користи.
се користи и гледам дека Тоа е не само направено што сега поради ситуацијата? сега излезе точно и верувам дека да, со таа и цел дојде и на вистина е од огромна корист. Особено заради оној анонимниот момент дека се уште работиме на стигматизираноста, луѓето се чувствуваат покомфортни и поопуштени кога се во некоја персоналитетот кога има во позадина. Христина, кога да реагираме еве ние родителите? Нека бидат опфатени сите деца, бидејќи сте и детски психолог и психолог за адолесценти. Некаде вака на крајот од разговорот би сакала еден апел да упатиме до сите оние кои што не следат родители. Кога да се реагира за да знаеме дека едно дете има проблем, без разлика, еве, почнувајќи од најмалите па до адолесцентите, што треба да приметиме кај децата за да видиме дека нешто со нив се случува? Кои се тие некои, како да кажам, некои нивни однесувања, можеби, или некои специфики кои што треба да ни посочат дека нешто психички се случува со детето? Така. И да реагираме и да побараме совет од еден психолог. Има многу специфичности во однос на психолошка соматизација кај децата. Конкретно, ако се работи со стравовите, најчесто се тие некои невротски симптоми. Родителот би побарал помош и најчесто бара помош кога детето е преактуализирало состојбата, кога однесувањето веќе го попречува функционирањето, кога веќе не можеме врските да ги завршуваме квалитетно или до крај. Убаво би било да родителите рано ги јакнат своите родителски вештини. Јас, например, многу се радувам кога родителите, не знам, на една годишно детенце барат советување, психолошко советување или психолошка подршка од стручно лице. Прашуваат дали е однесувањето во ред. Едноставно не, предвремено се едуцираат како треба да реагираме кога ќе се случи таа и таа фаза во развојот, што да очекуваме како развојна фаза, дали треба да работиме нешто во таа развојна фаза. Секако тоа не се напорни родители, напротив, тоа се активно вклучени родители. Активните вклучени родители се многу позадоволни родители, заради тоа што располагаат со поголем спектар на информации. И тоа ги смирува на некој начин, затоа што родителската улога и како не е едноставна. А од друга страна, секогаш имаат на лагер дека имаат психолошка подршка од друго лице и знаат дека не се сами на крај крајава, затоа што родителството има многу предизвици за решавање. Децата секогаш велам учат по модел. Многу е важно да родителот се грижи за своето ментално здравје. Затоа велам, многу е важно и родителот и сега да гледа како ние возрастните реагираме на стрес. Еве конкретно во оваа ситуација. Детето учи како да реагира на стрес. Значи, ако родителите се плашат и детето ќе се плаши. Следен. Да, они едноставно го прифаќаат тој страв, родителот го пренесува, го интерактира на детето и детето се носи со него, меѓутоа не може да го исканализира и тогаш се појавува проблем во однесувањето. Доколку е страв, нели збораме. Ќе се јава такви некои соматизирачки форми, меѓутоа може да се јави лутина, без гнев, да се јави некој агресивно поведение. Така да би рекла дека убаво би било да родителите превентивно водат психолошки разговори со стручни лица. Не се доведе до ситуација да барат помош. Не се доведува да си ги јакнат капацитетите своји, да јакнат на тој начин родителската самодобрба, која што е многу важна, исклучително важна. Но кога ќе видат било каков видлив знак кој што нешто му кажува, веднаш да реагираат, да не оставаат на време. Ајде, можеби ова е сега период, ајде, можеби сега ова е некоја си форма на пубертетска или не знам што. Не постојат форми, постојат индивидуалности и ние индивидуално секој дете го гледаме и го третираме. Во секој случај многу внимателно со децата, многу да се следат, еве пак повторно да се навратиме на првичното, значи сите вие кои што не следите и сите родители, значи
следите ги своите деца ако приметите нешто невообичаено, нели, нешто да се рефлектира сето ова што се случува во однос на одењето на училиште, нели навреме да реагирате, нели, за да не психолошки понатаму делува лоша врз развојот на децата. Христина, ти благодарам за денес. Кажав, ајде ќе почекаме да помине некој период на време да видиме што ќе се случува, нели, и дали децата ќе продолжат додат, може да се случи да останат онлайн, па како што видите и тоа да делува на поинаков начин, па ќе ве повикам пак да поразговараме и да видиме, да изанализираме пак што се случувало во овие наредни што не чекаат 2-3 месеци до првото полугодие, така речено. Ти благодарам уште еднаш. Ви благодарам и на вас. Почитувани гледачи, тука ќе ве поздравам и јас за денес. Ви благодариме за вниманието. Се надевам дека бевме интересни со сето она што го презентиравме во однос на децата. Ако е така, тогаш следите ни во понеделник. Имаме исто една интересна емисија за да доставиме до вас. Секако ве оставам во убаво расположение. Имајте добро здравје и грижите се за своето здравје.